Следите тренинга во продолжение ќе се осврнеме на темата поврзана со македонскиот образовен систем, но и за состојбата околу загадувањето во државата, која веројатно како и секоја година ни престојува со стартот на зимската сезона. Во Скопје интеруниверзитетска конференција. Наскоро во Македонија дебата на Европската комисија за загаденоста и новите еколошки стандарди на Брисел. Тоа е доволна провокација да разговарам токму со ректорот на Штипскиот универзитет. Заврши летото и следува период на еколошки трауми. Професорот Дејан Мираковски е национален експерт за изработка на катастар на загадувачи на воздухот. Добре дојдете, ректоре. Добре ве најдов, благодарам на поканата и задоволство ми е да разговараме на овие интересни теми. Се соочуваат ли и вие лично како универзитет се соочувате со недостиг на студенти? Тоа е веројатно процес. Ние како универзитет, а и сите други универзитети не ги исполнуваат квотите кои што се достапни за запишување, посебно не на одредени факултети кои што за жал младите ги сметаат или ги гледаат како потешки, например техничките факултети или факултетите кои што младите не може да ја видат перспективата за нивна валоризација работа во државата. Но од друга страна, универзитетите, лично нашиот универзитет генерално е стабилен во тие бројки и покрај тоа што не само што губиме млади луѓе спремни за студирање, ние генерациите на средношколци кои што доаѓаат се секоја година помала, ние имаме и драстични демографски промени во државата, бидејќи се иселуваат цели семејства, така што бројот на студенти се намалува. За среќа, УГД е доста интегриран, компактен универзитет кој што некако се труди да понуди нови студиски програми, да понуди нови и интересни начини на комуникација со студентите и успеваме да го задржиме бројот исти. За нас е успех која сме стабилни во годините кои што изминуваат. Еве, оваа година сме повторно исти со бројката вкупно околу 1500-1600 студенти, што за нас е успех. Ректоре, како го објаснувате податокот до кој дојдов дека има рапиден интерес за купување на станови во Штип? Вие доаѓате во Штип, зголемен интерес на странци, пред се турци и грци, за студирање на Штипскиот универзитет. Што е тоа што е примамливо за странците? Јас сметам дека ние покрај сите проблеми високото образование во Македонија се уште посебно на државните универзитети е квалитетно високо образование кое што нуди солиден квалитет, солидни знаења и диплома. И доколку се реализира во целост, има возможува на студентите да се реализираат професионално. Голем дел од државите што ги спомнавте, посебно Турција, има проблем со достапност. Голем број деца на таа возраст, млади луѓе не може да пристапат до универзитетите поради големината на државата, ограничениот број на места и слично, така што нашата држава им е интересна, а верувам дека универзитетот Гоце Делчев е посебно интересен ради поставеноста, интегрираноста и одредени работи што ние ги нудиме, а ги нема другите универзитети, како што се целосно електронскиот индекс, кој што има возможува сите административни работи да ги решат електронски, без чекање и без некакви редови. Значи, од пријавување до плаќање на било какви трошкови, целиот процес се одвива електронски, до тоа дека ние како интегриран полесно се организираме кон потребите на студентите. Министерката за образование Весна Јаневска неодамна во тренинг рече дека е неопходна нова политика за високото образование, откако претходно во секое село беа отворени универзитети. Дали всушност процесот односно високото образование го намали својот квалитет изминативе години со податокот што речиси во секој град или во секој село отворивме универзитети, а немаме и генерално толку студенти? Експанзијата на факултетите генерално, ја не би ја држал географски, не сум согласен. Најголем дел од универзитетите и најдобрите универзитети не се во главните градови. Ако ја погледнете и Европа, за Америка, да не зборам, тоа се целосно независни градови. Најголем дел.
Суштината е преголемата експанзија во бројот на универзитети, преголемата експанзија на студиски програми кои што често се поклопуваат, го намали, дефинитивно го намали квалитетот. И сега кога имате преголема понуда, прво во високото образование не е стока која е целосно комерцијална, не може да биде целосно пазарна категорија, како што го гледаат одредени универзитети. Јас сум против тоа, мислам дека и поголем дел од колегите, посебно на државните универзитети, размислуваат слично. Ние не сме само, дипломата не може да биде исклучиво комерцијална категорија, таа треба да носи знаење, треба да носи некаков квалитет, нов квалитет и за самиот студент, и за општеството во кое што твори, дали кај нас или надвор од државата, небитно. Но зошто е девалвирано високото образование? Пак ќе кажам, една од главните причини е преголемиот број на универзитети. Најчесто не дали би тоа значи дека да го треба делам... да се размислува на згаснување на дел од универзитетите? Па, универзитетите кои што не нудат соодветно ниво, например, ние немаме процес на евалуација. Тој неколку пати беше иницииран, па застанат и така натаму. Меѓутоа, универзитетите кои што не ги исполнуваат критериумите, апсолутно не треба да бидат универзитети. Второ, прородноста, например, ние имаме конкуренција од универзитети у кои што ако ние имаме прородност од 20-30%, покрај тоа што работиме, кај нив прородноста е 99%. Може да го замислите. Сега со државните, мислам дека имаат прородност, на државните прородноста е околу 13% по бројките, по анализите, на приватните целосно бројките се над 90%. И тоа е различна категорија, на некој начин и нелојална конкуренција, но и таа нелојална конкуренција која се постои треба да се елиминира од пазарот за да се постигне одреден квалитет на високото образование. Дали медицинскиот факултет во УГД е всушност прибежиште за скопските кадри, за можеби приватните клиники? Јас знам, например, дека на Штипскиот универзитет има докажани угледни професори од медицинскиот факултет кои излегуваат медицинскиот факултет во Скопје, а предаваат на вашиот универзитет. Јас тоа го гледам како квалитет. Да, точно е дека на медицинскиот факултет во Штип предаваат доста професори и се бирани доста професори кои претходно биле дел од медицинскиот факултет во Скопје. Меѓутоа се работи за извонредни стручњаци кои што еве и во приватното здравство се етаблирани како стручњаци. Целото тоа е еден посебен квалитет за нашите студенти. Значи тие учат од најдобрите, од тие што навистина имаш што да понудат. Тоа е, не го гледам како прибежиште. Универзитетот, односно медицинскиот факултет во Штип има некаде околу 300 професори. Да се работи за релативно голем универзитет, за дел од универзитетот кој што има многу професори, многу истакнати стручњаци. Тоа беше едноставно природен развој на нештата, не знам од кои причини. Следите тренинг со говорник во ова издание на емисијата професор доктор Дејан Мираковски, национален експерт за следење на аерозагадувањето. Професоре, следува есен, па доаѓа зимата и траумите од маглите со PM частичките, кога речиси во цела Македонија не се дише. Како изгледа денес еколошката мапа? Па за жал верувам дека и оваа зима ќе биде иста како и претходните зими. Ние релативно споро ги менуваме навиките кои што не доведоа до овие екстремни нивоа на аерозагадување, иако да за волја на вистината мора да признаам дека последните 7 години имаме просечните концентрации во најголем дел од државата се намалуваат, во Скопје вклучително, но сепак сме над дозволените норми кои што ги пропишува Европската комисија, а па над нормите кои што се препорачени од Светската здравствена организација. Не само ние, тука и цела Европа има проблем и има релативно повисоки концентрации од тоа што го препорачува Светската здравствена организација како безбедно. Загадувањето како да стана традиција секоја зима кај нас, но има и еден парадокс или потврда на стравот од зимата. Вашиот мониторинг покажува дека надвор од зимските месеци
загадувањето во Македонија не ја надминува просечната годишна стапка која не е висока, вклучувајќи и она во главниот град. Да, во текот на летните месеци ние имаме просечни концентрации кои што се прифатливи од сите аспекти. Зошто тогаш нагло се зголемува загаденоста? Има две причини. Едната причина се метеоролошките услови, атмосферата во зима е по-стабилна и не дозволува дисперзија, посебно деновите кога имате магла, се намалува природното струење на воздухот и дисперзијата на загадувачите, а од втора е изворите кои што доминираат во нашата средина. За жал, ние се уште голем дел од домакинствата, ако не и најголем дел од домакинствата, користи нечисти горива, во нечисти горилници, дрвата, без оглед што се традиционално природно гориво, се нечисто гориво од аспект на тоа што емитираат огромни количини. Кој е главниот загадувач? У најголем дел тие се различни. Меѓутоа, у најголем дел во текот на зимските месеци и позади епизодите на аерозагадување е горењето на дрва за затоплување. Ние имаме и неквалитетни дрва со висока влажност, имаме и неквалитетни системи за согорување на тие дрва, потоа доаѓа согорувањето на течни горива, на нечисти течни, како што е мазутот, во големите капацитети за јавни установи и слично за грејење или во индустријата за производство на топлина. Тоа се главните. Колку пожарите ја нарушуваат еколошката рамнотежа? Пожарите се опасни од аспект, бидејќи тоа сепак се појави кои што имаат одреден временски период, кои што траат до неколку дена, до максимално една недела. Во тој период треба да се внимава на квалитетот на воздухот, доколку имаат системи за мониторинг, односно информации, луѓето треба да ги следат, да ги почитуваат препораките на властите, например високите концентрации може и на цврсти честички, но и на гасови, пожарните гасови, како што е аглерот, моноксидот, може да имаат многу негативни ефекти врз луѓето и да се избегнува изложеноста на тие гасови не само пожелно, него мора да се слушаат препораките на властите во тој случај, да не се излегува без потреба додека има во близина пожар, да не се прават оние стандардни движења, вежби, трчање и така натаму, бидејќи тоа е уште повеќе ви зголемува изложеноста на тие штетни материи. Пожарите сепак како краткотрајни појави, иако во вкупната слика се релативно мали, ние во периодите, замислите во периодите на грејење, дека имаме стотици илјадници пожари мали во печките во кои што ги гориме и освен дрвата гориме и секаков друг материјал кој што може да согорува, понекогаш третиран со хемиски препарати, понекогаш пластика и друг вид отпад. Сето тоа е исто многу опасно, дури и поопасно од самите дрва, многу поопасно од дрвата и за луѓето кои што го согорува, користат тоа гориво и за нивната околина, односно за сите нас. Кога се сака, веројатно се може и се инвестира за да се постигнат еколошките стандарди. Класичен пример е Макстил, например, компанијата, која со вложување веќе не е главниот или есенцијален загадувач во македонската метропола. Може да се стави крај на и да се детектира точниот извор на оние кои најчесто или најмногу загадуваат. Може да се детектира, за тоа постојат, како да кажам, стандардизирани пристапи или методи во кои се врз основа на хемиските отпечатоци на тие честички може да се утврди учеството на поедините извори на дневно, односно месечно, односно годишно ниво. И тоа се патоказите, тоа е нешто кое што и кај нас се прави. Имаме научни капацитети за тоа и веќе е направено за градот Скопје, па во моментот работиме на финализирање на уште 5 града во државата на такви студии за пропорционирање на аерозагадувачите. Тоа е возможно и треба да се прави континуирано, не само за да ги, бидејќи од тука треба да тргнеме со решенијата. Професор, ако може да се лоцира кој е главниот виновник за аерозагадувањето, зошто тоа се толерира? На кого се му се прогледува низ прсти? Мислите, од аспект на индустријата, вие спомнавте еден добар пример. Дали пред се индустријата, односно фирмите, компаниите, или
тука станува збори за човечкиот фактор, неодговорноста. Ја мислам дека за жал поголем проблем е неодговорноста и таа е дисперзирана меѓу сите нас. Ние сите сакаме да живееме урбана средина, меѓутоа многу малку го почитуваме ако требало да бидеме приклучени на топлификација, да бидеме приклучени. Многу малку кога купуваме систем за грејење, се водиме од тоа дали емитира во воздухот или се работи за најефтиниот начин, па дополнително и кога купите, согласно енергетската сиромаштија е една од причините. Меѓутоа и кога се купи таков систем, на нас не го користиме или го користиме неправилно. Целата таа работа сепак е одговорноста. Факт е дека индустријата нема што да зборуваме за неа. Тие се должни по прописите да постапуваат така и да ги заштитат, да ги елиминираат емисиите. И за среќа постојат и технологии кои што тоа го нудат и изложеноста, сепак ние, посебно урбаните средини, понекогаш голем дел од урбаните средини на западот во целост го регулираат и типот на систем за грејење. Например, Краков, еден од најзагадените градови, 2017 има целосна забрана на цврсти гориво и не може да користите дрва и јаглен ако сте жител на градот. Благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Професор доктор Дејан Мираковски, ректор на Штипскиот универзитет. Додека Брисел соопшти дека Албанија се издвојува од Северна Македонија на патот кон Европската унија, во земјава престојуваше унгарскиот премиер Виктор Орбан, чија земја преседава со Европската унија. За жал, Македонија ќе треба да чека нови, подобри денови, за конечно да се отворат поглавијата. А за тоа потребно е внесување на бугарите во Уставот. Довидување до идниот петок во исто време.